Абе, ве гледам нешто се буневте прошла година, и си ја зголемиле платата 78% и плюс 400 евра. И сега тоа нешто на вас ви смета. Ај вака, прво да се разбереме. Еве ти, брат ми, се што ме гледаш, у моментот. Ти ве знаеш колку е тешко да прерачунаш 78% на 64.279 денара да пресметаш? Колку е тоа? А? Колку покачување? Ај пресмети, сега тука те пеам пресмети. На 64.279, ти повтарам, 78%, сега. Шо ме гледаш бледо? Тешко е, а? Тешко е. Ама тие викаат ако? Ако? Ако треба ние ќе се мачиме, ќе пресметаме, ќе рачунаме и дропки, ако треба ќе решаваме за овој народ. А да беа расипани? Кој што ги плукате политичарите, да беа расипани и да беа корумпирани? Ке заокружа на 100%, плата што бе 400 евра, тури 500 тамо директно, што се ќе накриме капа, се ќе се замараме. Ама не. Решаваат дропки за овој народ. Колку се добри и благородни, колку внимаваат на се, колку сакаат да ве заштитат од многу пари. Оти како што ви кажав во претходниот клип, ќе се расипете. Кој не го гледал, нека го отвори. Они и своите деца ги фрлаат во огин за ние да не патиме од многу пари и да не се расипеме. Деца, внуци, зетови, снаи, сите бизниси отвараат, им фрлаат милиони, ги фрлаат во огин. Цела фамилија ќе фрли во огин на сите фирма од 200, 300, 500 илјади евра. Нати 500 отвори фирма. Еве децата од Рашко, например. Собрал парите од мекици, хоп, хациенда на децата. Нема да ги расипе тоа. Ајбе ти на твоето дете, дај му 400.000 евра да си купи хациенда. Нема да го расипе, ќе се научи на 400.000 евра, оди после одвикни го. Ха! На мајка му Волво купило другото. 65.000 евра Волво. Джип. Оди ти, еве мојов дома. Еве го мојов дома. 5 години има, 6 има више не знам ни колку има. 6 има. Веќе денар нема донесено дома. Срам да му ја рам. Мукам до кога ќе те ранам беа тебе, ти будала си? Па дај барем 1500 денара градинка плати си. 6 години одека ќе те раниме тебе. Деца од рашовски хациенди имат на 6 години, ама сакам да речам. Моето е че го навикнам со 500 денари да гура цела недела. Оди ти навикни на 500.000 евра, па после нека гура цела недела. На Зоки синот го фрли огин детето. На 18 години, хоп, фирма за струја, оди работи, абе чекај тато, абе оди работи. Не зго да му прави на школа на детето. Не знаат професорите како да му се обраќаат, дали со име или со директоре. Ви знаете кој треба ми се тоа за децата? Значи пази, ние како народ сме им пред сопствените родени деца. За нив ги калапат тие милиони и тендери. А ние како им враќаме? Плюкаме. А мислиш, лесно е тоа? Ма размислете малку. Еве Малиов одали. Вчера купил тамо трговски центар, утре дента петарди продава човекот. Мислите лесно е тоа? Бизнис, петарди го застануваат полиција таму го тресат, ти мислите убаво е тоа? Се откажа сега детето од трговскиот од 20 милиона евра. Знаеш, ми падна грдо на мене. Знаеш колку грдо ми падна? Го избркавте детето. Се откажа од трговскиот. 20 милиона евра таха ги фрли. И после не си селувале младите успешни бизнисмени, не си селувале децата, па ќе се селуваат. Как ми сте расипани? Не го оставете човекот да работи. На петарди спадна од вас. Срам ве било. Абе се мачат секој ден со нас нашиве политичари, бе се мачат, бе мака видоа со нас, бе. Што народ сме ние? Абе ја да сум на нивно место. Абе не кревам раце од вас, идете се наоѓете се тамо. Ја будала за вас ќе се кирам. Ќе гледам за вас да нема, за мене да има. Што да не ми рече некој фала дека сум земал 35 милиарди со мене. Не. Срамота. Ајде гаси, више не може да ги гледам, ајде. Ќе ми каже некој фала. Како да не?